Најсериозно. Знам, ти верувам. Не се Ти треба моја изјава? Да. Зашто баравте? Добро. Значи, денеска бев поканет тука на суд. Јас и моите колеги обвинети сме за нешто што го правела во минатото и сега го направи владата на СДСМ. Имено во минатото имаме случај каде што при изградбата на хидроцентралата Козјак на исти начин и во иста постапка владата на СДСМ земала кредит од Кина и го isfinansirала градбата на хидроцентралата Козјак. Сега повторно кога дојде владата на СДСМ, на исти начин и во иста постапка се направи анекс на договорот и тој анекс се преточи во закон и тој закон помина на парламент. Значи за нешто што исто го правеле во минатото и што го прават сега неодамна, ние сме обвинети. Па сега ви ја видете. Господине Груевски, од позиција, например, зашто кога го договаравте изградбата на двата автопати, склучивте договор и испреговаравте само со една компанија? Со повисока цена. Зашто ве обвинуваат дека не сте спровеле јавна набавка како што треба? Како ќе одговорите? Се што направивме согласно закон, согласно законите, и парламентот имаше увид на се и сето тоа го прифати. И гласаа сите пратеници, вклучувајќи ги пратениците на СДСМ. Имате ли фаворит за избор на партијата? На притвор за ваши сопартици, бидејќи судот смета дека може да влијат на сведоци да го повторат делото или да бегаат, како коментирате тоа? Тоа што се случи вчера е тежок преседан, тоа е ужас. Тоа е режим. Тоа е нешто што го нема во демократски држави. Тоа е уривање на демократијата. Ја користам оваа прилика уште еднаш да апелирам и до обвинителството и до судството, а пред се до владата, која стави се под контрола, да не прави вакви работи. Во моментот 5% од сите пратеници во македонскиот парламент се во притвор, домашен или ефективен, или 12% од пратеничките групи на ВМРО, ДПМН и коалицијата. Тоа може да се случи исклучиво во држава во која што демократијата е длабоко закопана. Партијата која што до пред 6 месеци зборуваше и не го вадеше зборот режим од уста, сега прави вистински режим, вистински недемократски режим. Ова го немало во 1949. Вакво однесување, вакво незаконско приведување на пратениците, надвор од сите закони, нивно постапување со нив, содржање со лисици цел ден по 16 сати и одредување притвор за ништо, затоа што биле на работното место, затоа што некоја пратеничка се гушнава со сопругот кога влегол во собранието, кога слушнал што се случува таму и слично, е ништо повеќе туку загушување на опозицијата и на демократијата. Се, како и досега, ќе биде транспарентно и за се навремено ќе си биде известна на јавноста. Па гледаш дека не стои да одговори на сите прашања. Ја да разбирам. Сите прашања беа легитимни. Не, разбирам. А не икаше поише. Сега да го прашам за статут, за не знам што, Не ќе избегнува тоа што сака се